Процесот за изготвување на стратегијата за одржлив развој на општина Кочани за периодот до 2023 година продолжува, а во тие рамки се одржа и втората работилница, на која повторно беа вклучени представници на клучните засегнати страни, јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор. Главна тема на дискусија беше анализата на дадените предлози од претходната сесија и визијата на граѓаните за развој на општината во иднина. Целата постапка продолжува да ја водат надворешни експерти од Организацијата на жените при Обединетите нации, која преку регионалниот проект Промоција на родово одговорни политики во Југоисточна Европа всушност и ја финансира изработката на стратегијата за развој. Минатиот пат повеќе генерално зборувавме, утврдувавме кои се предизвиците, можностите, проблемите, заканите, а сега веќе поконкретно ќе се фокусираме на тоа што точно ќе работиме, на што точно ќе се насочи општина Кочани на кој што ќе работи во следните 5 години. Значи дека на третата работилница конечно ќе биде утврден приоритетот каде ќе се. Па да, се надевам дека на следната сесија веќе така и планот, дека веќе ќе имаме појасна слика за тоа каде ќе се фокусираат напорите на општина Кочани за развој, а се разбира за нас останува понатаму и по завршувањето на третата сесија работа да ја заокружиме оваа стратегија со дополнителни информации и податоци кои што ни се потребни за тоа да изгледа како една осмислена и издржана текст, издржана стратегија. Стратегијата за одржлив развој на Кочани е важен документ што треба да ја помогне на локалната власт да ги опфати и да бара начини за да ги задоволи потребите на граѓаните. Според предвидената динамика, до крајот на јуни треба да се одржи и третата работилница на која заедно со граѓаните ќе бидат дефинирани главните насоки за развој што ќе се најдат во стратешкиот план. По тоа ќе треба да се изготви и нацрт текстот на стратегијата за развој, за кој крајниот збор ќе го има Советот на општината.